случај токму така како што кажа и ти, полицијата синоќа санкционира 10 диви тркачи на Скопската обиколница, а речиси за жал и да не помине ден во Македонија да не се случи некоја тешка сообраќајна несреќа. На оваа тема и на многу други ќе разговарам во овие вести со министерот за внатрешни работи господин Олег Спасовски. Министре, како да се стави крај на дивиењето на улиците? Кога ќе се инсталираат оние камери во сообраќајот и кажете ни дали можеби ќе се заострат мерки? Секако дека еден од најголемите проблеми е безбедноста во сообраќајот и тоа зависи од сите нас, пред се од граѓаните, од однесувањето на учесниците во сообраќајот, меѓутоа сепак мора да имаме изголемени контроли, затоа веќе се изготвени сериозни планови за постапување во однос на оваа состојба со безбедноста во сообраќајот и во целата држава веќе се ангажирани сообраќајните полицајци со посебен план во постапување се со цел да оние несовесни возачи кои што го загрозуваат животот или здравјето на другите учесници во сообраќајот, на граѓаните, на пешаците, на децата и така натаму да бидат санкционирани. Еве синоќ имавме една пообемна акција која што се одвиваше на територијата на Скопје, обиколница СВР Тетово и денеска утрово во Кичево. Вкупно 14 мотоциклисти се стопирани, одземени им се моторите, дел од нив се приведени во полициска станица, синоќа двајца овде во Скопје, додека утрово во Кичево се исто така стопирани 4 мотоциклисти кои што практично обавуваат такви трки со кои што не само што го загрозуваат сопствениот живот и здравјето, и загрозуваат живот и здравјето на граѓаните, меѓутоа и безбедноста во сообраќајот без разлика на учесниците. Секако дека ова е еден од посериозните проблеми. Ние веќе пристапивме кон реализација на планот за поставувањето на камерите и тоа е една од врвните приоритетни цели која што ја имам во овој мандатен период. Ние подготвивме целосна програма, проект како тоа треба да се направи во изминатиот мандат и сега како врвен приоритет ќе пристапиме кон инсталација. Значи, ова треба да поминат сите постапки треба да поминат од аспект на набавки, исклучување на договори и така натаму, меѓутоа тоа е приоритет број 1 и кон тоа работиме паралелно со сите други активности кои што ги имаме. Значи, надградување на постојниот систем на камери кои што го имаме, заради тоа што камерите кои што сега обстојуваат на ниво на Скопје, Куманово и Тетово, тие не се однесуваат на камери со кои што можеме да постапуваме во делот на сообраќајот. Значи, тоа е еден посебен систем, ќе се направи надградување на целиот тој систем, ќе биде офатена целата држава и задачата наша е да направиме се преку современ систем, практично да ги исклучиме човечките субјективности во делот на постапките. Да имаме апсолутно сето тоа што ни се случува во изминатиот период на кој што сме научени со години наназад. И ова не е нешто различно што се случува денеска во нашата земја, визави тоа што се случувало во сите други развиени земји, западноевропски земји, така да тој систем пред се ќе овозможи една неселективност, транспарентност во постапувањето. Секој еден кој што нема да ги почитува сообраќајните правила и прописи ќе мора да носи одговорност за тоа. Во меѓувреме исто така започнавме со целосно промување со боди камери на полициските службеници во сообраќајната единица во Тетово и во Скопје. Со такви камери веќе работиме во автопатската полиција и тоа е еден добар момент на осигурување, би рекол, во работењето и добро и за граѓаните и за полициските службеници. Знаете, кога имате камера која што го забележува целиот тој настан, многу поинако се однесуваат и полициските службеници, меѓутоа многу поинако се однесуваат и граѓаните. Така да ние процесот на подигањето на свеста кој што е започнат, тој треба да се надоградува и тоа треба да почнува уште од најмала возраст преку образованието, воспитувањето на децата, се со цел да можеме да изградиме личности кои што ќе можат и одговорно да се однесуваат и во општеството, меѓутоа за тоа за сите оние кои што нема да ги почитуваат таквите правила и прописи, знаете дека секогаш постојат луѓе кои што не сака да ги почитуваат, ќе мора да има строги санкции без ниту една селективност и нашата намера е сега
да преку воспоставување на еден ваков систем, практично сите да бидат еднакви пред законите. Дали е тоа било кој граѓанин во Македонија, дали е носител на било која позиција, дали е тоа министер, председател на држава и така натаму, секој да има иста одговорност. Ги спомнавте децата, тие се почесто се на социјалните мрежи, каде што често може да видиме дека се случува и криминал, говор на омраза. Кажете ни, дали Министерството за внатрешни работи може да биде во тек и е во тек со времето или пак може би треба да се модернизира сектора за компјутерски криминал? Кај нас работи посебен одел кој што се занимава токму со заштита од компјутерскиот криминал или пак детекција и откривање на компјутерскиот криминал. Тука бележиме добри резултати, заради тоа што доста ефикасно се работи во овој дел. Секако дека тој одел мора да се зајакни со нови кадрски потенцијали, да имаме и нова опрема која што ќе гарантира можност од брза детекција и откривање на секаков вид на компјутерски криминал. Секако дека овој период во кој што сите држави веќе повеќе време или повеќе внимание посветуваат на компјутерскиот криминал, така и Република Северна Македонија, ние заедно со Министерството за одбрана, со Министерството за информатичко општество и администрација и ние како Министерство за внатрешни работи се работи на развојот на стратегијата за борба против компјутерскиот криминал. Тоа е еден од сериозните безбедносни предизвици кои што стојат пред нас. Тука е и говорот на омраза, тука е се тоа што се случува како криминал на социјалните мрежи, злоупотреба на деца, на малолетни лица. Ние постапуваме брзо, ефикасно, има резултати, меѓутоа сето тоа мора да се надоградува и понатаму. Паралелно мораме и превентивно да делуваме и преку другите институции за сузбивање и на говорот на омраза, меѓутоа и за секако вид на компјутерски криминал кој што е очигледно многу би рекол значаен во овој период. Најавивте ветинг во полицијата, докаде е целата оваа процедура? Да, тоа е еден процес кој што го започнавме во минатиот мандат, заради тоа што сметаме дека пред се етичките норми мора да бидат на едно високо ниво, мора да се изгради едно високо ниво на интегритет на полициските службеници, се со цел да постапуваат пред се во интерес на државата и на граѓаните. Многу е важно да оние полициски службеници, оние припадници на македонската полиција, кои што постапуваат спротивно на законските овластувања, на етичките норми, да бидат санкционирани, и со тоа да не се фрла дамка на целата институција, заради тоа што навистина за еден мал број на полициски службеници кои што се однесуваат спротивно на очекувањата, би рекол, или интересите на државата и на граѓаните, практично се фрла црна дамка на целата ова институција, на сите полициски службеници. Затоа е многу важно професионализмот да дојде до израз, да се ослободат институциите од партиските стеги, луѓето да можат да постапуваат исклучиво да го штитат интересот на граѓаните на државата, и тоа е процес кој што ќе помогне во иднина да навистина имаме институција каква што сите ние ја посакуваме. Ние имавме заедно работење на еден соодветен проект во државата заедно со ОПСЕ. Таму работеа 5 работни групи, се дадоа резултатите од истражувањата, од тоа што е согледување во рамките на целиот овој систем, се работи за напредувањето во кариерата, се работи за организацијата на службата, се работи за водењето на дисциплински постапки и така натаму. Сега останува да тоа го имплементираме. Јас жалам што во ова време на техничка влада, на предизбори и така натаму, не се најде сила во рамките на Министерството овие добри проекти да продолжат понатаму, заради тоа што тоа е добро за државата, меѓутоа сега исто така паралелно со сето она што го правиме, реформскиот процес во Министерството за внатрешни работи е врвен приоритет. Тоа мора да направиме, да имаме модерна, да имаме ефикасна, да имаме полиција која што ќе работи врз основа на европските стандарди и вредности. Продолжувате еден 4 годишен нов мандат, да кажете ли дали ќе има промени во раководните места на МВР и можеби еве да ни откриете кој ќе биде можеби новиот директор на БЈБ? Промени во раководната структура на Министерството за внатрешни работи е категорија која што не престанува никогаш. Ние секогаш си задаваме одредени цели, јас тоа го направив и сега на почетокот на мојот мандат, на средбата која што имав заедно со сите помошници на министерот и со
директорот на Бирото за јавна безбедност, заменикот директор, државниот секретар, со началниците на секторите за внатрешни работи и со началниците на регионалните центри во граничната полиција, за да направиме еден пресек, да видиме што е тоа што сме го сработеле до сега, кои ни се резултатите и што е тоа што треба да правиме понатаму. Секаде каде што има слаба карика или каде што е оценето дека има слаба карика, ќе дојде до промена на раководните структури. Тоа не е само сега, туку ќе биде во секој еден момент, заради тоа што многу е важно да имате вистински луѓе на вистински места. Второ, многу е важно да имаме луѓе кои што се одговорни, кои што се честни, кои што позицијата која што им е дадена да раководат во одреден сегмент на македонската полиција, да ја извршуваат со една сериозна одговорност пред граѓаните и пред државата, заради тоа што пред се ова се институции кои што се финансираат од страна на граѓаните. Ние единствено кому должиме тоа се граѓаните и државата и нивниот интерес. Така да новиот директор на македонската полиција најверојатно ќе имаме избор можеби наредната недела или наредните денови, како и да е сега директор е магистар Сашо Тасевски. Таа одлука исклучува во мои раце. Јас сакам да ги демантирам сите шпекулации кои што излегоа денеска во смисла на поделба на директорски места, именување на раководни структури и така натаму, посебно на директорот на Бирото за јавна безбедност. Така да заеднички, тимски ние продолжуваме и понатаму, заради тоа што овој тим даде резултати во рамките на Министерството за внатрешни работи и треба само да го подобрува. Дали се знае од кои редови ќе биде, дали може би од политичката партија СДСМ или од ДУИ? Македонската полиција е институција во која што политиката не треба многу да меша и влијанија, интереси и така натаму. Едноставно професионалноста мора да остане врвен приоритет, така да врз основа на законот тоа исклучува право како предлог да даде министерот за внатрешни работи до владата, јас тоа ќе го направам. Министре, во последниве 6 месеци живееме во време на пандемија и главна задача на министерството е санкционирање на оние кои што не ги почитуваат мерките за заштита. Дневно се казнуваат од 400-500 луѓе кои не носат заштитни маски, но ова како да не влијае врз свеста на дел од граѓаните, но и на дел од полициските службеници кои исто така не ги почитуваат овие мерки. Дали сметате дека можеби да треба да се донесат поригорозни мерки? Ние во цело време на ова пандемија се направи се и во изминатиот период кога јас бев и председател на владата да донесеме мерки кои што ќе створат ефикасен систем за спречување на ширењето на коронавирусот. Тоа што државата треба да го направи преку мерки, преку одлуки и така натаму е направено. Останува многу на свеста на граѓаните како ќе се однесуваме. Точна е констатацијата дека се уште имаме голем број на граѓани кои што не ги почитуваат овие мерки, пред се носење на заштитна опрема, групирање, организирање на одредени настани. Еве, да информирам македонската јавност, само за ова деноноќе имаме околу 517 случаи кои што биле казнети граѓани за неносењето на заштитни опреми. Па тоа е, ако погледнете наназад историски, ќе видите дека тоа е отприлика истата бројка која што се движи од 400 до 500 лица. Не е значено дали е тоа многу или малку квантитативно, важно е дека таа бројка не се намалува. Ние имаме од почетокот при носењето на ваква одлука до денеска, таа бројка се движи од 400 до 500 лица кои што не ги почитуваат овие мерки. Мојот апел е до сите граѓани, ако сакаме да си помогнеме на себе, на сопствените семејства, да го сочуваме нашето здравје, да помогнеме на државата побрзо да излезе од оваа криза, треба да ги почитуваме сите мерки. Апелот за почитување на мерките до граѓаните е секогаш како една превентива. Меѓутоа, за сите оние што не почитуваат ќе мора да има и одредени санкции. Секако дека ние разговараме и на главниот координативен кризен штаб односно оваа состојба, ако има потреба, можности да се заострат санкциите, да се зголемат мерките, тоа секако ќе го оценат кризниот штаб и владата. За сега казната за неносење на маска е 20 евра, дали може би треба да се зголеми за неколкократно повеќе? Па јас мислам дека и да ја зголемите за многу повеќе од тоа што е сега,
не верувам дека значително ќе влијае на тоа дали ќе се носи заштитна опрема или не. Мораме сите заедно да јакнеме свеста во однос на сериозноста од болеста COVID-19. Тоа, знаете, ако самите себе си не се штитите, ако самите немате перцепција дека со тоа се загрозувате себе си, своето семејство, своите деца, тогаш нема пари кои што можат да ве натераат тоа да го правите. Значи, ако секој од нас размисли добро и при тоа разбере дека јас можам да се заштитам себе со тоа да ги заштитам моите деца, моите родители, да ги заштитам луѓето од моето обкружување, тоа би требало да влие најмногу кај секој човек, да влие на совеста на секој човек за да и почитуваме тоа што се носи како одлука. Да, само за крај ќе се дозволам да ве прашам каква е вашата мотивираност за следниве 4 години, како ќе го водите министерството? Огромна мотивираност, заради тоа што реформите, менувањето на состојбите во министерството и во државата дават уште поголема мотивација, заради тоа што знам дека со посветена работа, со многу енергија може да се постигнат многу промени. Во изминатите 3 години како мандат направивме многу и во делот на подобрувањето на условите за работа на полициските службеници, на враќањето на довербата во македонската полиција од страна на граѓаните, и тоа е една наистина добра мотивација тоа да го направам и во наредниот период. И јас и мојот тим сме мотивирани пред се одговорно, честно да ги оствариме очекувањата на граѓаните. Битката против криминалот и корупцијата е врвен приоритет, создавање на услови за работа, подобрување на животниот стандард на македонските полицајци. Исто така еден од приоритетите градба на нови објекти, реконструкција на постоечките, обезбедување на добри услови за работа. Сето тоа е пред нас како една цел која што сметам дека ќе ја постигнеме на задоволство и на сите вработени во Министерството, најважно на задоволство на граѓаните на државата. Да, и пред за оно што се надеваме почеток на преговорите со Европската унија. Да, во однос на преговорите со Европската унија ние ќе имаме, би рекол, клучната улога во отворањето на првите поглавја, пред се на поглавјето 24, кој што се однесува на безбедноста, на борбата против криминалот и корупција. Ние имаме формирано добар тим во рамките на Министерството за внатрешни работи, кој што го работи и скрининг процесот. Тоа е еден тим кој што исклучиво ќе биде посветен на водењето на преговорите и на тој начин да си помогнеме сите заедно. Најважно е низ процесот на преговорите европските вредности да ги донесеме овде во македонските институции, граѓаните да имаат полза од европеизацијата на државата. Ви благодарам за разговорот. Борче, тоа беше разговорот со